Добре дојдовте ученици во нашата училница. Предмет македонски јазик. Јас сум Билјана Ѓеровска, оделенски наставник при Општинското основно училиште Симче Настевски Братница. На денешниот видеочас ќе ви ја презентирам бајката Заспаната убавица. Бајките се приказни во кои се случуваат невистините и невозможни работи. Во бајките има многу магија. Ликови во бајките се кралеви, кралици, принцови и принцези, самовили, лоши вештерки, слуги и друго. Бајките се многу интересни и децата многу ги сакаат. А сега да ја слушнеме бајката Заспаната убавица. Некогаш, многу одамна, во една далечна земја си живееле крал и кралица кои многу сакале да имаат дете. Таа желба еден ден им се исполнила и ја добиле малата принцеза Трнорушка. По тој повод, кралот и кралицата решиле да приредат забава. Поканиле многу гости. Гостите на малата Трнорушка ги донеле многу подароци. Помеѓу гостите биле поканети и добрите вили. Вилите ја дарувале Трнорушка со убавина, умност, добрина, нежност и убав глас за пеење. Одеднаш се појавила лошата вештерка. Таа била многу лута, бидејќи не била поканета на забавата. Кралот и кралицата заборавиле да ја поканат. Тогаш лошата кралица налутено рекла дека Трнорушка, кога ќе наполни 16 години, ќе се набоде на вретено и засекогаш ќе го напушти овој свет. Сите се исплашиле. Но тогаш третата добра самовила рекла дека малата принцеза нема засекогаш да го напушти овој свет, туку ќе заспие во длабок сон и ќе спие 100 години. Кралот и кралицата многу се загрижиле. Кралот наредил сите вретена во кралството да ги запалат, за да не ги најде Трнорушка и да не се боцне. Иако бил многу тажен, кралот решил малата Трнорушка да ја скрие од лошата вештерка во куќата кај трите самовиле и тие да ја чуваат. Куќата на трите самовили била во шумата. Трнорушка растела и пораснала во многу убава принцеза, која била добра, умна и сите ја сакале. Понекогаш принцезата Трнорушка шетала сама низ шумата и тивко пеела убави песни. Тука поминувал принцот и се влюбил во неа. И Трнорушка се влюбила во принцот и заедно биле многу среќни. На денот на нејзиниот 16-ти роден ден, Трнорушка отишла во замокот и шетала низ него. Влегла во една темна соба и видела едно вретено. Што мислите? Што се случило понатаму? Трнорушка била љубопитна и почнала да го фаќа вретеното. Тогаш принцезата Трнорушка се боцнала на вретеното. Се појавила лошата вештерка и била многу среќна, бидејќи се исполнила нејзината заповед. Трнорушка заспала во длабок сон, но заспале
и сите други во кралството. И кралот, и кралицата, и слугите. Љубениот принц насекаде ја барал убавата принцеза Трнорушка. Влегол во замокот, кој сите спиеле. Шетал низ собите и ја видел заспаната убавица. Бидејќи многу ја сакал, се наведнал и ја бакнал. Тогаш заспаната убавица се разбудила. И двајцата биле многу среќни. Се разбудиле и сите други од кралството. Љубените принц и принцеза направиле голема свадба. Нивната љубов траела вечно и среќно се живееле до крајот на животот. Се надевам, дечиња, дека оваа бајка многу ви се допадна. А сега да поразговараме. Кој е главен лик во оваа бајка? Главен лик во оваа бајка е заспаната убавица. Убавата принцеза Трнорушка. Освен главни ликови, во бајките имаме и споредни ликови. Кои се споредни ликови? Споредни ликови се принцот, лошата вештерка, кралот, кралицата, трите самовили. Кој дел од бајката најмногу ви се допадна? Сигурна сум дека исто како и на мене, најмногу ви се допадна крајот на оваа бајка, кога принцот ја бакнал принцезата Трнорушка и потоа направиле голема свадба и среќно се живееле до крајот на животот. Како и секоја бајка, така и оваа има порака. Пораката на оваа бајка е дека добрината и љубовта секогаш победуваат. За ваша домашна задача ќе биде, бидејќи вие сте првачиња и не знаете да пишувате, на еден бел лист хартија да го нацртате ликот на заспаната убавица, на принцезата Трнорушка. Исто така, оваа бајка да ја прераскажете на вашите родители. Се надевам дека ја научивте оваа бајка и многу ви се допадна. До гледање!